Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. В ім'я на Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Возлюблені во Христа Бога, браті і сестри, в очі утрешниот празник, посветен на големиот угодник Божий Димитрije от Солун, великомаченик, čuvar na неговиот роден град и наша родна Струм. Денес Господ не собра во овој свет храм, за да го прославиме пред се неговото свето воскресение, бидејќи секоја недела е тоа. Великден, како пее нашиот народ. Секоја недела Великден, секој четврток Спасов. И воскресните литургии се над сите други. Бидејќи неделата е подсетник за тоа зашто сите се подготвуваме и за тоа што со самото тоа представува квасец и смисла на севкупниот наш живот, така што ги осмислува нашите страданија, нашите мачеништва, лични, брачни, семејни, градски, државни, планетарни, на сите можни ниво. Денеска читавме едно чудесно евангелско четиво, напишано од светиот апостол и евангелист Лука, чиј празник го празнувавме пред неколку дни. Евангелското четиво, што денеска го читавме, е сосема близко со хагиографијата, светиот запис за животот на денес славената Светата Вита. Вие се сеќавате како Христос во домот нејзин влезе од како ја доби информацијата дека Богу предадената, а по години младата девојка Тавита несречно го изгубила својот живот. И Христос и светите апостоли го посетија домот на родителите кои што тагуваа по својата кетичка и заповеди на Тавита: тебе ти велам, девојко, стани. И таа го послуша Господарот на живота. Стана, седна на одарот на кој што дотогаш лежеше мртв. Денеска светото евангелско четиво не се очува со сличен настав, кој што се случува во малечкото градче Наин, во кое што Христос влегол, придружуван од светите апостоли и многу народ. И штом влегле во изградските зидини и порти во градот, станале сведоци на една необично тажна поворка. Сиот град собран на едно место околу одарот на едно младо момче
единствено чедо на ранетата мајка, која што била вдовица. Тагата била огромна и сиот народ ја споделил со мајката. Таа била целосно неутешна. И тогаш, кога човекот, подпирајќи на себе си, сваќа дека ништо не може да направи, дека е немокен, и за толку подлабоко паѓа во очајание, губејќи се и давејќи се во сознанието дека е немокен, неспособен да излезе од калта во која што паднал до прекугуш. Тогаш се појавил Христос Бог, ко секогаш и секаде. Во животот на секој човек, кој што колку и да страда и колку и да очајува, оставува во срцето свое малечку простор за него, за Христос. И Христос и пристапи на ранетата мајка со зборовите што сите ние чекаме некој да ни ги каже кога сериозно и безнадежно страда. Не плачи, и кажа Христос. Потоа ја запреа погребната Лидија и Христос му пристапи на момчето и му заповеда да стане. И тоа стане. И Христос и го предаде на неговата мајка. Целиот град беше од една страна вџашен, возбуден, восхитен од чудото што се случи. Зашто на право место и на прав човек сето тоа Господ му го даде. А од друга страна преплашен од силата со која што Христос располагаше, од неговото владење над се што е создадено. Во кулкава мира од него создадената природа, го слуша својот создател, па и природата на човекот и животот што таа го носи како дар на живиот и несмртен Бог. Драги мои, мислам дека нас, граѓаните на сегашниот свет, ни недостасува тоа што на граѓаните на малечкиот израелски град Наин не му фалеше. Што е тоа што тие го има во изобилие, а ние го немаме? Стравот Божи, верата во Бога. Тие се на Бога препуштиле, а ние се полагаме на себе, на собствените сили, на своето умење. А потоа, која ќе не снајде немокта наша, која ќе заглавиме во лавиринтите на светот од нас самите создава, не без проекција на една метафизичка сила која што одамна се одметнала од Бога и чие име ние знаеме. Демоносферата, светот на демоните, кој што е тука, содействува меѓу нас. Понекогаш, за жал, а може би и се почесто, и однатре во некој од нас. Иако
Тие немаат власт над човекот. Но со човекот можат да владеат само тогаш, кога човекот ќе им дозволи влез во срцето своје. А до тогаш тие стојат немокни да не стават под своје. И токму сега се употребуваат поими од типот сатански свет, сатанизам, сатанисти. И тоа се доведува во врска со свежите светогледи што не ни се нудат, туку насилно ни се натураат. И без да не праша некој, не турка во тие светови на кои што не им припаѓаме и за кои што не сме создадени. Затоа, велам, ни недостасува верата на граѓаните на малечкиот Наим. Нивниот страв Божи, кој што од една страна живееше со восхит зарад чудото што Христос го сотвори со мртвото детенце, а од друга страна мокта на Богочовекот Христос посеа страх во душите нивни. И тие, како и многу други евангелски јунаци, посака, може би, потајно во себе си, Христос да ги остави, зашто не му се достојни. Не му се достојни онакви какви што се, да биде со нив, а тие со него. Господ и нас да не научи на тој начин да си го сакаме него. И секогаш него да го имаме прв на скалата од вредности. Еден свет подвижник од Света Гора Атонска, наш современик, во една своја беседа правилно кажа: човекот во чиј живот Бог е на прво место, се е ставено во ред. Неговиот живот функционира совршено, бидејќи го воспоставил спасителниот систем на вредности, надвор од кого се случува метеж, хаос, надвор од кого што сме изгубени. Онака како што стружани знаат да кажат, имајќи искуство со езерото, во матно се ловат рибите. Нас, некои ловци на човечки души, чиј лов е осмислен од идеологиите што насила ни ги натура, токму на тој начин сакаат да не ловат во нивните гнилежни мрежи, кои што не се мрежите од верата на светите апостоли ткаени, за во нив, во мрежите на верата да биде сочуван и спасен човекот онаков како што Бог го созда и за она за што Бог го созда. Амин. За Господино честит.